Новата кредитна линија која Министерството за транспорт и врски ќе ја добие наредната година од Европската инвестициона банка во висина од 50 милиони евра ќе овозможи изградба на водоводи и канализации, а 70 милиони евра ќе се обезбедат за изградба на локални патишта. Заедно со буџетите на општините, овие средства ќе овозможат изградба на побројна инфраструктура, истакна денеска на средбата со градоначалникот министерот Горан Сугарески. Тој присуствуваше на почетокот на реконструкцијата на делот од улицата Александар Македонски, која во наредниве неколку дена треба да биде асфалтирана. Сугарески информираше и за заедничките проекти на локално ниво кои се градат со помош на Министерството за транспорт и врски. Паралелно исто така Министерството за транспорт и врски работи на проектот во Големо Коњари. Исто така во активност ние заедно со локалната самоуправа да продолжиме со изградба на патот према езерото во текот на наредната година. Во делот на преку декадата на номите од страна на Министерството беа одделени средства во ромската населба Тризлатва, каде што специјално разговаравме со градоначалникот, очекувањата се дека во голема мера сериозни активности локалната самоуправа ќе има таму и во овој период сегано се разбира и во наредната како и во делот на населените места, каде што се разбира ќе имаме дополнително активности. Сугарески апелираше до сите градоначалници за поголема ангажираност во обезбедување на проекти во градежната инфраструктура, максимално искористување НЕИПАР фондовите, со што бенефитот на крај треба да го видат граѓаните. Пристапните патишта се тампонирани во голем дел на околните села во општина Прилеп, во приградските улици каде што имаше потреба, а пред 2-3 дена се асфалтираат и две улици, тоа се 9 септември и кај 1 мај, кои што комплетно се завршени, асфалтирани. Од утре почнува да се комплетно да се асфалтира улицата 4 јули, кај 4 јули, а исто така и Александар Македонски, кој што заедно со јавното предпријатие од Македонија пат почнува. Мислам дека ова артерија на градот што треба да се направи во наредните денови. Општината подготвува проекти за инфраструктурните зафати за други улици кои треба да бидат асфалтирани до крајот на годинава, нагласи Јовановски.